возовето свират, војска се трупе, коли газеја носат, ѓолјо да запалят, пуста трска зелена, не ќе да горе. Святих Отец наш и Господи, Исусе Христе Боже наш, помилуй ме. Денеска, фала му на Бога, што еве условивте вие, еве причина, за да се помолиме за душите на нашите починати присилно од ненабожната рака на извршителите на грчкиот фанатизам, убиени нашите, фрлани во печки, усијани, со разни орудија мачени и денеска да се спомниме за нив. Се чудам тие од Австралија, нашите браќи и сестри, што тоа го викат како болест, носталгија. Доскоро нашите бежанци ќе ги чуевме, ајде ки се одиме, ки се одите, кај ки се одите? Ки се одите, најмоде. Ки се одиме. Дек ки се одите, мојдејте си. Доскоро вика, ни си Кирли, ни си Турнови. И уште вика, оште стари, ја нема кој да вика. Значи, детството кај што било, таму е најголемиот дел од човечкиот живот. Сичко се памти, таму се помти и затоа таму с концентрацијата на човечкиот бит е во детството. Така тие луѓе, како деца прогонени од своите куќи, од своето имање, оставајќи си се, со чергата на грбот дојдоа бега во Вардарскиот дел и во Пирискиот дел на Македонија. Цели мали, цели семејства, некоја мајка дете во раце, некоја на грб, бегат кој што можеле да земат и дојдоа тука. Браќи и сестри, тие луѓе, наши собраќа, наши татковци, родители, како што сум слушал од нив, тие поминаа многу мајки. Тука дојдоа без ништо. Меѓутоа, трудолюбиви чеда на Божјата црква, се спечалија, се имат и достоинствено
не просветија и нас тука, кој што бевме. Затоа што егејскиот дел од Македонија во тоа време малку беше понапреден од вардарскиот дел. И идејќи тука ни донесува многу новини. И покрај тоа што си романси, тие има сила да ни покажат некои работи, навистина дека се подобри. Фала им за се. Возовето свират, војска се трупе. Дружението на бежанците на Струмица Ластовица, господинот Стоилчо Джидалов. Поверено. Се собравме овде, не само да изразиме респект, но и да докажеме колку е интимно вткаен во нашите души овој светол лик. Тој действува на нас со силата на легенда, без која нашиот дух би останал сиромашен. Со неговата храброст, интуиција и рефлекс ги разрешуваше и најтешките проблеми, ризикувајќи да изгоре во борбата. Со својата отвореност ги пленеше и завладуваше со човечките души. Во Гоце, обичниот македонски човек виде не само идеолог, што ја сваќа неговата тешка положба, ами собрат што ја носи неговата судбина. Гоце беше народен човек во вистинска смисла на зборот. Гоце го поседуваше токму тоа што подоцна и засекогаш ќе се задоби со љубов и пиетет кај идните македонски поколенија како чин на вечна почит и восхит. Денешното чествување е со посебно значење зашто ние, потомците на бежанците, што во нашата меморија се врежени сеќавањата на нашите предци, ќе докажеме дека сме достојни да ги зачуваме од заборав оние настани што ја прават нашата историја голема и величествена. Ви благодарам. Свежо цвеќе ќе положат и членовите од Сојузот на македонците од егиот Македон, Скопје. Возовето свират, војска се трупе. Чест ми е да го поздравам прво Сдруженијето Ластовица, Струмица и ги изразувам моите честитки до председателството на Сдруженијето, ги изразувам моите честитки за нивното основање до членовите на Сдруженијето Ластовица од Струмица. И би сакал накратко да ги информирам за активностите на Македон и да изразам нашата голема благодарност, бидејќи во договарањата со
председателството кои ги направивме во последните 2 до 3 месеци во интензивна една соработка, успеавме да најдеме заеднички точки, бидејќи целта ни е на сите да ги обединиме овие невладени издруженија, бидејќи сите работиме на една тема. Сите ние знаеме дека секогаш има некој кој едноставно не чува нас, кои работиме за татковината и не води напред и ни го покажува патот. Некој кој многу не сака и со љубов чека да не прегрне. И не треба да постои дилема ни кај вас, а не постои ни во Македон. Твојата и наша Македонија, така се вика, поинаку и не може. Македонија е име преисконско, вечно и големо, име кое со горд го носиме и повеќе нема да дозволуваме да не ословуваат како бежанци или егејци. Форми кои се надминати, а и се малски форми на ословување од времето кога бевме гетоизирани. Возовето свират, војска се трупе. Деца ми, дојде ми туку у градот Струмца. И играеме си па така ние на мишнички и друзи играчки шо за деца. Играеме с бајница прсте. Тоа малку гркомански, градски деца шо бие така останани. Пута на греја, се смеят и ни велят: "Јадејте пижанци, бајница биле!" Аска одам си дома плаку и велям на мама: "Мали мори, оти така тие градски деца шо са, се така ни велят: "Јадејте пижанци, бајница биле!" И не знам, сине ми велят. Типа друзи играчки немишни, да со тие виран деца се бери. И оти виран велят. Оти за кукоти ми велят. Некои велят, чудиле се оти ние смаделе гола бајница. И бајница шо се веле. А струмичајне, па бајницата веле со слеп. И мек бајница и леп. Аска бајница на јаде. У фуста ко гладум, далеко ми десна селе. Виран. Неко ка ни вике: "Јадејте бижанци, бајница биле!" Киро, сет Киро, лак Киро, баш Киро, гиниш Киро. Ме излъжа. Ми викиш: "Хај стана да се земе пак шо име дома на кукуш. На сво оставјало и врики глеј." Брисел, 2011 година. Емануил Мане Келешов. Роден на 24 ноември 1894 година во градот Солун, Северна Грција, Јужна или Егејска Македонија според него. Обвинет за поставување на 3 бомби. 2 се активирани детонатори што одбројуваат и една непозната направа со изглед на граната од Првата светска војна. Поставени на непознати локации во Берлин, Париз и Букуреш, темпирани да експлодираат во исто време на 10 август 2013 година. Обвинетиот тврди дека бомбите што ги поставил се наши. Јас само го враќам она што е ваше, сте ги оставили неексплодирани во рововите на Македонскиот фронт. Ве молам да го земете назад она што сте го заборавиле, да го земете на занимување. Некој се
се беше апостолил? Нали така се веле за уния човек, кои носа абер некои, но варена беше се веле. От и друзи даскали имало преди и после Гоце шо бил голем даскал на организацията. И биле се шо се веле и арни човеци, а и некои афивки разбираш. Афив. Афив. Не арни са народна правдика. И за тия човеци разни работи се и кажували. Ама за Гоце да се рече нещо от Ирак. Сакак. Да не може да биде. И кай видело това зло там Баница. Подалеко от нас, там Дурсерско. В нашия край се чуело веднага, да не кажем до иста вечер от кай Байгоца обидвал. Голема жалоба. Всекой один кукушанече се веле таква жалба била. Коти коне секой домашен некой, свой човек му е помилил. И всеко къща се и жалило и 3, и 9, а некде и 49. Затова и ден денешен думата памни ми Гоце Делчур пред всички ке биде. Ке се помне и слави. Защо? Те кажу, и друзи даскале преди и по него имал. Ама коти Гоце никой. Яму само един да и на Гоце рамен, а некои павелят посилки и гневка дори и по-голем от него. Да кажу нещо за него. Как му и бил. Не знам. Але това не е са прикишваните, както прикажници. Ти работи се така кот на бочката и да са били, ама и не са били. Кажи му на човека, що се боиш? Тая, ако е змей горянин, не може от чак до тук, толкова да далеч да чуе и размер роди. За него се прикажа. Ей, да ме извиниш, така като си върве времето, аз не мисля, моти този човек лично не постоял. Ние сме се го измислили от главите ни, от страх. Оти речено е, човек не умира се, докато има надежда, оти и утре има ден пред него. По време на уния войни, нашия народ на нужда е бил да има веро некакъв човек или му векли, герой некой със сила на змей горянин, да стане и да го отбрани от неправдина чужда. Пути крали Маркоша е бил. Дек се е родил? Никде. Кой го е видял? Никой. И дек е умрял? Ни бед. Ти шо го говориш? Да ме смей от горянина бил парлоти от гъзочъпканица. Това ли кажуваш? От тия табак кажуваш, ке вземам тоя стол от и ке... Си го опнем от дъвта. Шо е стол от вино? Шо е бил мастерлък? Не е било истина. Емануил го беше. Кръстен. От трупарока чуйна. Ампа не сме го викали, май, по-нашо. За Христос оборвана. От Бавелят на бойка бил кандило ситен чос. А му въкъл витин. Шиматук. От далечен шпирцапа. И люто, и лешо. Ръка не са. Така. Еном и параном, манък и лешо му пише. Родене, не знам точно. И не знам точно. Я това не знам. Ми не ти кажа, исто по ти Марко. Не ме си в думата. Кой те си в думата? Аз те си в думата. И думата, и прикажнество не си върши. Бог да чува и да брани. Аз съм взимала прикажници. Пресребала ме и на мен, твоите прикажници да ме извини. Ти ги е велю. Да мен ли говориш? На теб. Да се станеш да говориш колко говорим аз. От шо? От ти ке вземам това стол и ке ти го опнем от дъвта. Какво шо знам и от дек на дек, па го знам.
Мария Бела, пискуни сармалия и цървена пелерина като змеjovi крила. Така ми се видеа. А аз па питувам сетне, татко, коя беше това човекът напред на койно човеш? А он ми вели, не битови, змей горянине, това име не ми се държи. И сетне я закарах с детско школие или ще българско още некоя година. По един ден, я като сега ме и некой чудя долу на портата и одум аз да отворим. Шо да видим? Змей от горянин стоя направо. Стоя ма гледа и ма пита, татко ти дома ли?
екселенцио, бископ Скопски и македонски екзарх, господин Киро Стојанов, почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија, председател на Семакедонскиот конгрес, господин Тодор Петров, председателот на Македонскиот сојуз на егејци од Егејска Македонија, како и председател на сите издруженија што действуваат во рамките на истата дејност како нашето здружение во столица.